Почитувани гледачи, се враќаме назад во студиото. Со нас е колегата Дејан Андоновиќ во овој стандарден термин 15 часот и 40-45 минути, зависно од тоа како феденот и кои се гостите во 15-20. Колкава е нивната динамика на Апсолутно. Дејан, да не должиме многу да ги изанализираме оние најбитни вести од регионот и светот. Јас би сакал да почнам со новата ракетна проба во Северна Кореја. Што се случува? Нели Ким Јонг Ун и Трамп се договорија дека повеќе тоа нема да биде случај, меѓутоа еве гледаме дека денеска Северна Кореја не ги почитува тие договорени. Ги отворија преговорите директно Трамп и Ким Јонг Ун, меѓутоа првата нивна средба во Сингапур помина во голема медиумска помпа, каде што беше светот изненаден на широчината на председателот Доналд Трамп и Ким Јонг Ун, дека сепак можат двајца контраверзни лидери да седнат на заедничка маса и да се договорат. Се договорија да има втор самит меѓу нив двајца, меѓутоа вториот кој беше одржан пред месец дена отприлика во виетнамската престолнина Ханој не помина баш така како што се очекуваше, и покрај тоа што во јавноста не излезе ниту една информација за тоа како поминал тој самит, со самиот факт дека денот не се одвиваше како што треба и не беше завршен со еден заеднички ручек меѓу двајцата лидери, само и укажа на меѓународната заедница дека нешто некаде преговорите запнале меѓу нив двајца, бидејќи Ким Јонг Ун тогаш се замена од Ханој без да даде и завршна изјава. Месец дена подоцна во медиумите излезе информација дека Ким Јонг Ун и Трамп би можеле повторно да се сретнат, меѓутоа информацијата одеше дека би можеле да се сретнат, а во меѓувреме беа забележани одредени ракетни активности на Северна Кореја и на севернокорејската армија. Врв на тоа, таа активност на таа ракетна севернокорејска е денеска, кога севернокорејската армија во присуство на Ким Јонг Ун го лансираше и го тестираше нов вид на ракетен систем кој истрела ракета, тактичка ракета која, иако не носи нуклеарно боево полнење, може по потреба, нели, да стави нуклеарна боева глава, што се коси со оној договор кој го има со Соединетите Американски држави. И покрај тоа што Соединетите Американски држави не го коментираа денешниот настан, сепак во светот излезе дилемата што се случува во Северна Кореја, особено што се подигна и тензиите повторно. Таман помислевме дека севернокорејскиот полуостров е готов, со тензиите еве очигледно нешто има што малкумина го знаат, а тоа е според информациите дека Ким Јонг Ун незадоволен од разговорите со Трамп на вториот тој самит спорен, и барањето од Соединетите Американски држави целото севернокорејско нуклеарно оружје да биде преселено во Соединетите Американски држави, за да биде гарант дека Северна Кореја е денуклеаризирана. Ким Јонг Ун тоа не го прифати. Има нова иницијатива, овој пат се најавува средба на Ким Јонг Ун со Владимир Путин кон крајот на овој месец. Тоа беше доза на шпекулација до вчера. Местото се велеше дека самитот во Пекин кон крајот на месецот, но според последните информации Ким Јонг Ун најверојатно ќе се сретне со Путин во Владивосток, значи во Русија, каде што ги разгледуваат актуелната состојба во Северна Кореја и тие санкции кои Северна Кореја ги има од западните држави, пред се од Соединетите Американски држави. Така да се отвори дилемата дали можеби Ким Јонг Ун незадоволен од она што му е ветено и она што може да му се вети и да се вети на Северна Кореја од страна на Соединетите Американски држави, можеби се врти кон Русија. Русија тоа вешто го искористи овој пат, како и секаде во овие други воени жаришта во светот, чекајќи Соединетите Американски држави да понудат нешто што не е прифатливо, па подоцна Москва да понуди нешто и да си добие нови на некој начин сојузници, во случајот Северна Кореја. Тензично е во Северна Кореја, но тензично е и во Африка, односно во Либија продолжуваат борбите за Триполи. Што точно се случува таму? Па се уште траат престрелките или вооружените судари помеѓу силите лојални на генералот Хафтар, кој од Бенгази, од вториот по големина град,
во Либија тргна да го освои главниот град Триполи, каде што е стационирана либиската влада, која е поделена и која има поддршка од Европската унија, но ќе потсетам, поддршка на Европската унија има владата во Триполи, но нема од Франција. Значи Европската унија на некој начин е поделена околу либиското прашање. Од друга страна, деновиве се шпекулираше кој стои за тој генерал Хафтар, ако се земе во предвид дека тој генерал има американско државенство и дека за време на Гадафи беше први сојузник на Гадафи, па потоа избега од Либија, живееше во Соединетите Американски држави. Сега се обидува да го освои Триполи и да ја преземе власта. Според последните информации, се поизвестно е дека можеби Москва стои зад неговите политички амбиции, барем така велат западните медиуми, така шпекулираат. Во меѓувреме тој тргна од Бенгази и се обиде на некој начин во блиц криг да го освои Триполи. Не успеа да го освои Триполи, поради тоа што очигледно немаше доволно сила, воена сила, а и одбраната на главниот град не му дозволи да влезе во градот, така да се подготвува за, на некој начин, да биде во заложништво целиот град, опколен е градот и се случуваат гранатирање врз цивилните цели во градот. Според последните информации, изминативе 3 дена има жртви, околу 205 загинати, неколку стотици повредени, што само укажува дека може опсадата врз Триполи на некој начин да не потсети на онаа опсада која се случуваше во Сараево пред 20 години и Дамаск, каде што знаеш кога има опсада на еден град, тогаш најмногу гинат цивилите. Дејан, на крајот во неколку реченици да се вратиме на регионот, поточно во Србија. Таму на политички план е доста жешко опозицијата, со месеци назад протестира против политиките на Александар Вучич, но за утре пак е најавен голем граѓански собир токму од поддржувачите на српскиот председател. Да, во обид да ги разувери, да разувери домашната и меѓународната јавност, и да го види својот рейтинг, Српската напредна странка на актуелниот председател Александар Вучич за утре најави голем народен собир, така го нарече, митинг во центарот на Белград, каде што сака да покаже колку број на поддржувачи има во Србија и практично да го аргументира она што изминатите 8 недели ја напаѓаше дел од опозицијата која протестираше низ улиците на Белград, но која не покажа некоја голема масовност. Вучич и СНС утре сакаат да ја покажат на Србија дека толку многу луѓе очекуваат да дојдат од целата држава, се очекува и од надвор, србите кои живеат во другите делови од Европа, да дојдат утре да му дадат поддршка и така на некој начин, повторно да кажам, да го аргументира обвинувањето кон делот од опозицијата дека актуелната власт има поддршка кај граѓаните, наспроти опозицијата која нема, а тоа се гледа освен на избори, може да се види и по митинзите и протестите кои се случуваат. Она што е интересно е дека утре во 8 часот почнува протестот и ќе се обрати Александар Вучич, а во сабота продолжува оној традиционален опозициони демонстрации, односно шетање низ улиците на Белград, кој е наречен еден од 5 милиони. Така да, најверојатно може да дојде на среќа у два различни дена се прават тие протести, бидејќи ако беа као што првично беше планирано во ист ден, се ризикуваше да дојде до некакви несакани судири меѓу опонентите. Ќе видиме колкав број ќе собере утре Вучич и неговата партија, но опозицијата веќе обвини дека злоупотребувајќи ја власта, СНС и Вучич ги принудуваат граѓаните да доаѓаат на протестот, нешто што веќе сме го случале и во другите држави кога се работи за протести на опозиција и протести на власта. Дејан, ти благодариме за анализата на вестите од регионот и светот. Гледачите на Отворено студио 1 може секако да те видат секој ден во овој термин 15:40, 15:45, а тука, почитувани гледачи, време е да се одјавиме и од вториот блок на денешното Отворено студио 1 со мене и со Елена. Се гледате повторно во 17 часот на друга тема.